Поседувањето на мотоцикл е практична работа. Едноставност при секојдневното циркулирање во сообраќајот и можност за патување до најразлични дестинации. Слободното време ви овозможува чести патувања, запознавање на нови средини и многу уживања. Во вакви ситуации понекогаш се минува и низ мали населени места. Ова подразбира и посебен начин при управувањето на мотоциклот. До малите места доаѓаме преку автопат или регионален пат, каде дозволената брзина е поголема од онаа која важи во населеното место. Кога се приближувате кон целта, потребно е да намалите брзината поради учеството на возила чија намена е обработка на земјата, а не да се учесници во сообраќајот. Ваквата состојба со овие возила е најчеста во земјите од Балканскиот регион, каде културата во сообраќајот не е на потребното ниво. Тие треба да бидат придружувани од возила со потребна сигнализација. Кога минувате низ населено место покрај намалената брзина, важно е постојано да сте позиционирани во средината и крајната лева страна од коловозната лента. Тоа е така наречена заштитна позиција, поради тоа што во населените места секогаш опасноста демне од страна, односно од дворовите кои се покрај патот. Ова е од особена помош на местата каде нема тротоар и пешачка патека. На ваков начин секогаш имате дополнителен простор за маневар. Голема опасност кај ваквите места представуваат железничките пруги, а кои во некои делови од Македонија и не се соодветно обележани. Ова особено се однесува на обележувањето во вечерните часови. Токму затоа, сигурно и безбедно е да застанете пред премините. Особено да се внимава при минувањето на овие места на самата подлога, бидејќи лесно може да дојде до оштета на пневматиците. Особено да се внимава при минувањето на овие места на самата подлога, бидејќи лесно може да дојде до оштетување на пневматиците. За разлика од оштетениот автомобилски пневматик, кај мотоциклите ова представува посебен проблем. Најважно од се е да ја прилагодувате брзината според околината, секогаш да внимавате на сообраќајната сигнализација. Во помалите населени средини вниманието да го насочите кон запрежните возила и останатите учесници во сообраќајот, бидејќи расеаноста може да донесе несакани последици. Јакната или пак заштитното одело, панталоните и јакната представуваат еден од најбитните моменти во сигурноста во управување на моторциклот. Тоест, тоа е на исто ниво како кацигата, бидејќи самата јакна и панталоните висе заштитна кожа на самото тело, бидејќи не дај Боже доколку дојде до пат, ќе се излижа јакната, да нема се излижа кожата или да не речеме коската. Со тоа што секоја јакна која што е наменета за управување на моторцикл мора да е од посебен материјал, кој што е поотпорен на триења, мора да има штитници на самите лактови на рамењата и исто така куковите и колената. Тоест, тие ви се клучните моменти да не дојде до некои посериозни последици доколку би дошло до паѓање од моторциклот. Мора да се наведе дека при купување на јакна и на панталони, тие мора да се многу припиени до телото, од првиот причина што комодитетот на возењето нема да влегува воздух, значи ќе биде многу попријатно, нема да ги има тие шумови и тропања во возењето, а и не дај Боже доколку дојде до пат, ќе бидете многу посигурен бидејќи нема да се направи сам набор на јакната за да дојде до кинење, па да дојде до некоја потешка последица. Јакните се прават најлон, горатекс, кожа. Кожа мислам дека е најсигурниот момент при управување на брзински моторцикл. Моментално се има и нанотехнологија, таа нанотехнологија обично се приминува во градски услови. Значи доколку ви дошло до дожд, значи не упива, туку се само под претресување на јакната, самиот дожд паѓа од јакната. Разликата помеѓу летните и зимските јакни се обично летните јакни, например, кожната јакна е перфорирана кожа, која што му дозволува на организмот да дише. Зимските јакни се поставени, многу подебели,
а и 99% имат и постава која што се вади, која што е или зависи од периодот, есенскиот и пролетниот период се вози без постава, додека зимскиот период со постава. Секогаш е препорачливо се дојде во продавница која што е специјализирана за моторцикли и опрема за моторцикли, бидејќи јакна или панталони за или кацига било што е поврзано со моторциклот мора да се проба за да се купи. Мора да е баш точно и припиено со телото, бидејќи ако не е тоа автоматски ќе изгуби функцијата. Значи просто кажано ќе бидат пари во вода фрлени за не дај Боже ситуација, а и за пријатно да е возењето, значи мора да ви е све точно. Туку се нарачува на интернет, например има разни стандарди од Америка кои се нарачува, таму се други стандарди, LML, од Јапан исто така. Во самата јакна може да се вгради друг безбедностен компонент, значи има заштита за грб, тоест народно кажана грбка, која што го штити целиот кичмен столб, а исто така и по-нова генерација е airbag, која што доаѓа, кој е заштитно елече, кое што се облекува, а се присврстува за моторциклот, што не да може кога дошло до падење, се прави заштитен меур околу вас и да не дојде до некоја потешка скршеница или повреда. Заштитните компоненти кои што се вградуваат во јакните, тоест за рамењата и лактовите, се клучни, бидејќи доколку дојде до лизгање или паѓање од моторциклот, првин се тие подложни на удар. Тоест, доколку паѓате, автоматски паѓате на лакт. Или после лактот автоматски доаѓа до лижење на рамото. Обично се направени од пластика која што е однатре гумирана и обложена, значи пластиката доаѓа да не дојде до директ да се лизгате, да дојде до лизгање на асфалтот, а да не дојде до набирање, тоест да пукне материјалот од јакната, па дојде до некоја повреда, туку тоа е направено да се лизга и гумениот дел на трештето што е вонатре направен да ве заштити од ударите. Сите јакни, значи тие компоненти што се вградени заштитните, може да се вадат, значи имаат внатрешни џебови, тоа по потреба се прави, но европските регулативи, колку јас лично што знам, не дозволуваат движење во сообраќај без јакна, пантоли и кацига. Со тоа што јакната мора да има заштитни штитници на рамењата, на лактовите, пантолите на колената и куковите. Бидејќи исто тоа е клучок, исто како во сообраќај со автомобил, да возите без врзан појас.